Во зоолошката градина, една пролетна квечерина, сите си заминаа и немаше посетители на виделина. Животните одлучија што ги мачи да кажат. Слушнете ги нивните приказни, нема да ве лажат. Слушнете ја маката од слонот и од зебрата стравот. Слушнете ја мечката и на животните кралот. Наместо да трчам и ловам во бескрајната савана, затворен во овој тесен кафез и чекам од човекот храна. Наместо низ пространства ширни кој што личи да сум крал, еве ме затворен тука во овој кафез мал. И мене лаво ми требаат реки брзи и риби здрави, но како што гледаш се валкам во овие зелени бари. Колку би сакала слободна да бидам, круши, дринки и мед да видам. За тоа ми раскажуваше мојата мајка, но за жал остана само мајка. Зар јас ваков убавец во овој кафез да се бачам, би не достига мојата територија и на дрво да се качам? Да гледам надалеку во хоризонтот и пространства цели, да трчам брзо низ нив и да ловам газели. Јас со мојата слоница останавме овде сами, а во големи и среќни семејства живееме во нашите савани. Ми фали како што личи, јас голем и славен да станам на чело на нашето семејство од ловократци да ги бранам. И мене ми фалат дрвата, гранки со плодови да тресам, а не неколку јашина по кои цел ден се бесам. Наместо да трчам со големи стана, да оставаме зад нас прав, ме ставија до кафезот од лавот за ностом да ми биде страв.